На 14 мај турските гласачи дома и во дијаспората ќе учествуваат на претседателските и парламентарните избори. Главното тело кое го надгледува процесот е Врховниот изборен совет, но како функционира изборниот систем во Туркија? Од 1960-тите главна задача на Советот беше да има фер, транспарентни и еднакви услови на изборите. Кога ќе се одреди изборниот календар, кандидатите се оценуваат. По одобрувањето започнува кампањата. Сега за процесот на гласање. Сите гласачи добиваат мејл со инструкции за тоа каде можат да гласаат во зависност од регистрираната адреса. Најчесто училиштата се одредени како гласачки места. Поразорните земјотреси во Јужна Туркија, во кои загинаа десетици илјади, а 2 милиони луѓе беа раселени, во државниот службен весник е објавен декрет во кој е наведено дека преживеаните можат да гласаат на адресата каде моментално престојуваат. За секое гласачко место се формира гласачка комисија, составена е од 6 лица, еден државен службеник, еден надзорник и 4 представници од главните партии. Комисијата го надгледува гласањето и се грижи да се одвива без проблеми. На денот на изборите, гласачите на набљудувачите им ја покажуваат личната карта и се подпишува документ за присуство со што иста личност не може да гласа два пати или да гласа за друг. Гласачите ставаат печат на изборот, а ковертите се запечатуваат и ставаат во гласачка кутија поставена пред набљудувачите. 9 часа подоцна почнува пребројувањето на гласовите. Комисијата ги пребројува и евидентира искористените и неискористените ливчиња. Неважечките се евидентираат и се отфрлаат. Важечките гласови се пребројуваат и ставаат во вреќа која се запечатува и се испраќа со полициска придружба до шефот на окружниот изборен совет. Резултатите се вметнуваат во системот СЕКСИС. Преку него медиумите и политичките партии можат да имаат пристап до резултатите. Гласачите ги следат резултатите и откако ќе бидат комплетирани, Врховниот изборен совет издава соопштение со кое го потврдува победникот. Ако се појават несогласувања, кандидатите и нивните представници можат да поднесат приговор пред изборните совети на Туркија и тоа последниот редослед. Тие го разгледуваат случајот и објавуваат конечна одлука.